Градењето на заедница со Бога суштински го преобразува човекот во творец на големи дела, значајни за семејството, пријателите и за општеството. Со ваква мисла, со верба во Духот Божи, во Исус Христос и во Богородица, со силна љубов кон верата и надежта во црквата, отец Никола, игумен во манастирот Свети Никола во Мариотското светилиште, селото Манастир, се грижи и го облагородува она што пред 10 века го создале неговите предходници, игуменот Акакеј и византискиот простратор Алексеј, вујко на кралот Комнен. Дојдете да му се поклоним и да паднеме пред самиот Христос, нашиот цар и Бог. Благословувај го душо моја Господа, Господи Боже мој, Ти си се возвеличил, во слава и велелепие си се облекол. Ти си се облекол во светлина, како се облека си го прострал небото како шатор. Со вода си ги покрил твоите дворови, облаците си ги направил за да одиш по нив. Со 12 годишно монашко искуство, започнато во Зрзе, отец Никола сам, со добронамерници и со помош на православните верници гради нов конак, а со поддршка на Министерството за култура ја возобновува и внатрешно преуредува црквата со фреско живопис од 1270 година, создаден од дјаконот на Охридската архиепископија отецот Јован. Тука наскоро ќе воскресне гласот на тишината, ќе воскресне монашкото братство, вели отец Никола. Патот на Голготата, патот на самоодрекувањето, патот на молитвата, патот на себе давањето, на самопринесувањето на ближниот, сите тие моменти од Христовиот живот, па се до смртта на крстот, се дел од монашкиот живот. Со утринска и вечерна молитва, со повечери и послушение, му мина деновите на игуменот Никола. Го истражуваше придонесот на руската емиграција во минатиот век. Сега работи на пустиножителното монаштво во Македонија. Тоа е неговото послушение. Испосничките кели и пештерните цркви крај Охридскиот брег, на Преспанско езеро, по течението на реките Црна, Треска, Вардар, Зрзескиот Исихастирион ќе бидат согледани во една интегрална работа која што од црковна перспектива ќе се обиде да го покаже и проследи тој развој, појава и развој на пустиножителното монаштво во Македонија. Духовно, културно и историски, со векови манастирот го поврзува народот од древната Пелагонија до Солунското поле. Овој Божи храм е централно светилиште за поместните цркви. Византија е знаела моќта на ова свето место и затоа го вратила црковниот имот. Воспоставила строг монашки ред. Сега отец Никола треба да го возобнови и него и ова свето место.